Здраво, дечки! Добро дојдовте назад на мојот канал. За тие што не ме знаат, јас сум Елена. Во денешното видео сакав да ви покажам како да го постигнете овој безпрекорен изглед на лицето. Ова е мојата секојдневна рутина, која што со тек на време уствари стана секојдневна глоуи рутина. Оно што сакам да го постигнам е некоја средна покриеност на лицето. Не сакам да се концентрирам толку многу на пудра, колку што сакам да се концентрирам на хайлайтер и на руменило. Ова беше дефинитивно еден од најбараните лукови за тоа што да биде, зашто да биде второто видео. Се надевам дека ќе ви помогне. Вака јас веќе си го исчистив лицето со мицеларна вода. Ја користам ова од Corinne de Farm, кое што моментално ја имам купено од Зеги на аптеката. Не знам на друго место каде може да ја најдете. Најверојатно има и по некои маркети или дрогери. Го користев спрејот на Марио Бадеску, кој што ви го спомнав во претходното видео, кој што ми е must have, особено кога се шминкам на дневна база и кога знам дека шминката ќе ја носам на лицето цел ден и сакам добро да ми биде хидрирана кожата, за шминката да издржи цел ден. После спрејот на лицето ставив кремче од Марио Бадеску, кое што го имам вакво малечко, бидејќи ми е тестерче. Ова е Oil Free Moisturizer. Нешто што може да го најдете кај нас, кое што е по-достапно, исто го препорачувам за мрсна кожа. Не сум пробала како би изгледа на други типови на кожа, бидејќи е oil free, го користам на моето лице, кое што имам доста мрсна Т-зона. Тоа е ова Oil Free Moisturizer од Neutrogena, кој што го купувам од DM, од Tinex. Следно ќе ги начешлам вегите. Денес ќе го користам моливчето за веги од Golden Rose. Обично моливче, не пишува ништо друго на него, само Golden Rose Eyebrow. И ќе ги потполнам само празнините на вегета. Нема да ја отцртувам цела веге. Малку од оздола, каде што имам празни места, сакам да направам прво како линија. И овде од озгора исто. Нежни линии на нагоре, бидејќи овде на почетокот имам како дупки во вегета. Сакам да ги потполнам вака нежно. И на крај сакам пак да ги исчешлам вегите, за убаво да се избленда креончето. Следно ќе го користам коректорот на Maybelline од Fit Me колекцијата, кој што подоцна ќе го користам и за под очи. Ќе користам ова двостраната четка на Aura, која што од неја немам ни бројка ни ништо, ама претпоставувам дека доколку сакате да си ја купите, ќе ја препознаете. Го нанесувам доле коректорот, потоа со она што нежно ми останува го разредувам на нагоре и полека правам како, затоа што не сакам да ми се знае линија под вегета. Полека го тапкам и го нанесувам коректорот нагоре. И никогаш не заборавајте да го спуштите коректорот тука надоле во овој дел. И потоа ќе го земам ова мини сунгерчето од Aura, за поубаво да се впие внатре коректорот, ќе истапкам со него. Негогаш сакам вегето да ми дојде повеќе до израз и затоа исто земам од коректорот и сакам да ставам линија горе над вегета. Сега, мојата everyday makeup рутина, уствари и мојата glowy fresh face makeup рутина. За да го постигнете тој glowy ефект на лицето, може да користите некој си glowy primer. Јас варирам секогаш помеѓу два, а тоа е овој Liquid Pearl for Face од Benefit. Ова исто така може да го користите и како хайлайтер само во одредени делови на лицето, можеше да го користите и во низ целото лице. Сега, немојте да ставате од хайлайтерот или од некој си Luminous Glowy праймер во овој дел на лицето, доколку имате мрсна кожа, бидејќи тоа нема да изгледа убаво во никој случај. Моето лице е мрсно во овие делови и затоа овој праймер го ставам во овие делови на лицето кои што сакам
да светат. Не значи дека доколку имате мрсна кожа не можете да износите некој fresh glowy лук. Можете да износите и вие таков лук, доколку ги нанесете тие glowy продукти во точните делови на лицето. А другиот праймер кој што често сакам да го користам е овој мејкап праймер со Luminous Finish од Golden Rose, кој што исто така е доста добар. Значи никако немојте да ставате, дури и да имате сува кожа, немојте да ставате во овие делови. Овој праймер ќе го нанесам со сунгерче и ова е исто така од Aura. Само во овие делови на лицето. Не одам навнатре. Преубаво мириса. Не знам дали можете да видите, но некако лицето одма добива некој сјај, некој свеж изглед. Следно ќе преминам на пудра и ќе ја користам денес Studio Fix Fluid од MAC. Пудрава сакам да ја користам затоа што ми дава некој си мат финиш, кој што и не е баш она целосно мат, баш убаво изгледа во оние делови кои што сакам да ги задржам малку по сјајни. И пудрата, доколку ја избилдате, ставите од неа 2 слоја. Нема лицето да биде кейки и ќе добиете малку по full coverage, но јас некогаш сакам да ја оставам да биде само еден слој, затоа што нели сакаме лицето да ни изгледа поприродно. И можам да нанесам втор слој само оному каде што мислам дека има потреба. И сега ќе земам уште многу малку од пудрата и ќе ставам во овој дел каде што имам некои ситни брунчиња и сакам да ги покрием црвенилата од нив. Следно, коректорот од Fit Me. Прво тапкам со прстот и потоа со сунгерчето. Пудрава од MAC ја сакам премногу затоа што во овие делови имам многу пори кои што буквално ми ги снемува кога ќе ставам од оваа пудра на лицето. Сега, следен чекор кој што сакам да го направам за да го добиам оној ептен glowy ефект. Сакам да го користам од Golden Rose Liquid Glow Highlighter. Овие вакво пакување. Овој конкретно е нијанса 3 Warm Gold. Но, бидејќи не ми се допаѓа како ептене глитер и некако кога го ставам само него и ми е тежок за блендање, во него сакам да капнам малку од праймерот со Luminous Finish, значи многу малку. За да го направи да биде потечен и полесен за блендање. Значи лицето уште не ми е сетирано и тоа е едно од правилата во шминката, никогаш немојте да ставате течни продукти откако веќе имате ставено setting powder на лицето. И сега со ова малото сунгерче од другата страна ќе ги измешам тие две заедно и ќе нанесам на високите точки на лицето каде што би нанела хайлайтер. И сакам хайлайтерот исто да го повлечам нагоре и во овој дел до овој дел тука над веѓата. Бидејќи тоа се оние делови кои што природно така би светеле. И сега внимавајте, овој дел овде убаво треба да го изблендате затоа што не сакате да имате баш некој неприроден стај, да завршите на крај со сосем спротивна намера. Чи блендете убаво да се впиува во кожата. Да немате како линија. Сакам да ставам малку и овде. Сега пак ќе го земам ова малото сунгерче и ќе земам setting powder. Ја користам и најверојатно во секој видео ќе ја користам ова setting powder од RCMA. И бидејќи не сакам да го скријам овде сјајот,
Потоа тој дел на лицето кој што е моментално сјаен, ќе го сетирам уствари со хайлайтер. И сега сакам, затоа земам нова малечко сунгерче, сакам да го сетирам само коректорот под очи. Не знам дали ви кажа дека сунгерчињата и сунгерчето за пудра и сунгерчето малечково за коректор секогаш треба да ги користите влажни. Ствари треба да ги натопите со вода и потоа убаво да ги истискате, дури ако треба и во крпа замотајте ги, истискајте ги убаво, за да не останува вода да тече од нив, само да бидат влажни. Значи со суво сунгерче никогаш нема да нанесете убаво пудра. Ова е нешто што доста често ме прашуваат зошто е влажно сунгерчето и зошто или многу клиенти знаат да ме кажат дека не им успева дома, не им изгледа убаво пудрата кога користат сунгерчи. Кога ќе прашам како го користат, доста често знаат да ми кажат дека го користат суво. Малце ќе го сетирам овој дел. И сега ај погодете кој хайлайтер ќе го користам. Wet n Wild хайлайтерот во нијансата Precious Petals. За хайлайтерот ќе ја користам оваа четката од Morphe, број M501 и ќе ги повторам овие делови каде што ставив од течниот хайлайтер за да го интензивирам сјајот. Гледате како свети, а уште немам хайлайтер ставено. Еден од интересните трикчиња кои што ги видов од Присила, мејкап артистката на Ријана за Fenty Beauty, она го прави ова, кога става хайлайтер, го носи овде под веѓето. Значи јас ставам хайлайтер под веѓето, но после го нанесувам со друга четка, а за некој ваков лук, баш ми се допаѓа ова. Можете да го сврзете овој дел на хайлайтерот со ова малку под веѓето, чи нежно. Леле, не си ги сетирав очите од озгора. Ако вака како мене, заборавите да си ги сетирате капаците на очите, ќе ви се направат вака како линии. Значи, затоа морате да ги сетирате капаците на очите, за да немате вакви линии. Значи, сега само ќе ги истапкам повторно од озгора. И со пудра во прав ќе ги сетирам. И решен проблем. Кога сме уште кај хайлайтерот, од него ќе земам и ќе ставам и овде во овие делови напред. Значи да не ставам воопшто сенка на очите, а тоа е најчесто она што го правам секој ден. Значи во ова видео нема да правам ништо на очите. Нема да користам сенки, затоа што тоа е она што јас уствари го преферирам на дневна база. Совршен бронзер за ваквиот изглед, кога сакате да бидете glowy, е дефинитивно bronzing powder од Seventeen, бидејќи гледате бронзеров уствари низ него има овие белите точки се како светликави делови, кои што кога ќе измешате заедно му даваат таков некој стил на бронзерот кој што дава толку природен изглед, што е совршен за кога сакате да постигнете ваков glowy ефект. И ќе користам многу малку бронзер, бидејќи секојдневно сакам да бидам повеќе на руменило. Едно мало трикче, кое што го правам во последно време, а мислам дека тоа е она клучното за овој лук да изгледа фреш, да изгледа свежо, а тоа е со истата четка што користев хайлайтер, сега веќе нема многу на неа, нанесувам и руменило. За руменило, ова е единствено кое што го користам, бидејќи ми е преубава нијанса, не е ни црвено, не е ни розово, не е ни портокалово, е некоја совршена нијанса која што се вика Mellow Wine. И ова е руменилото од Wet n Wild, кое што се распаѓа затоа што го користам цело време. Ова ми е веќе второ или трето и оно е при крај. Че со истата четка од хайлайтерот земам од руменилото и сакам да го нанесам во делот измеѓу хайлайтерот и измеѓу бронзерот. Значи малку тука на јаболчниците. Потоа на нагоре. Малку, не сакам да го носам, лично не преферирам да го носам руменилото скроз на нагоре, туку сакам повеќе да биде овде на јаболчниците, каде што ќе се впие со хайлайтерот
и малку надоле, каде што ќе биде измеѓу хайлайтерот и бронзерот. Доколку малку претерате со руменилото, можете вака малку да истапкате со сунгерчето од пудрата. Понекогаш сакам и само ова да го направам. Со блаш, со хайлайтер, што има на четката тоа. Не знам дали уствари прави тоа нешто, ама јас се осеќам така свежо. Еве, пошто решив дека нема да ставам сенка, а торто некоја сакам да го направиме исто со руменилото, да ставам малку во овој дел на окото. И така ќе се добие некој убав розеникав тон кој што ќе одговара со тука со руменилото. И им дава некоја свежина, ги отвара очите и беше убаво изгледа. Сјајче во кое што се заљубив од кога го купив прв пат е се новите сјајчиња од The Golden Rose Vinyl Gloss. Значи сјајчево навистина трае долго, како за сјај, значи трае до неколку часа, дури и кога пијам нешто не се брише од устата. Како за сјај, има предобар квалитет. Ова е нијансата 3. Преубаво мириса, ги е пренежен на устата и не е леплив на устата. И следно ќе ставам маскара. Ја немам сменето повеќе од година. Ова е од Essence Volume Stylist Lash Extension маскара. Видите да ми стојат на чешланина нагоре цел ден. Ќе го користам NYX Control Freak гелчето за веги. Нема да ставам вештачки трепки, затоа што тоа не е она што го преферирам секојдневно. Сега ќе флипнам прво од Mario Badescu спрејчето, малку. Ќе ги истапкам овие делови тука. Преферирам да го ставам уште на целото лице пред да ставам бронзер хайлайтер, но еве сега не ставив тогаш, затоа го ставам на крајот. И после него уште неколку пати со фиксатор. Ова е фиксинг спрејот од Golden Rose. И тоа е тоа. И ова е завршниот изглед. Ова е мојата секојдневна рутина. Вака јас се шминкам за секој ден. Добро, не баш вака заедно со Ацо секој ден, ама еве денеска ми прави друштво на крајот. Ова е Ацо. Му си е сам свој карактер. Ова е како јас се шминкам секој ден. Дали за на факултет, дали за на кафе, не е битно. Баш ми е мило што ви се допадна првото видео и сакам да ви се заблагодарам на сите за огромната поддршка. Тоа на што ме мотивираше уствари да го снимам толку брзо во второ видео. Доколку видеото ви се допадна, стиснете лајк и сабскрајб на каналот, оставете ми некој коментарче, предложете ми што би сакале да биде наредното видео и се гледаме. Бакнеш? Мамо, кога ќе гледаш, не се лути, пошто ти ги носам пак обецките.